12 декември 2015 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Проблемот со дивата ромска населба Тене Кемало во Кавадарци и понатаму е присутен. Општината апелира луѓето кои се привремено дојдени од други градови и не се жители на Кавадарци да се вратат во своите родни места, бидејќи следната година ќе бидат применети сите законски прописи. Во взаемна корелација со граѓаните кои што живеат таму и граѓаните кои што имаат штета од оваа дива ромска населба, покренавме една иницијатива, затоа донесовме одлука, еве да не правам ретроспектива, сигурно луѓето или човекот кој што го поставил ова прашање е добро запознат што досега направивме, меѓутоа ни дојди пријава од омбудсманот, од неговите луѓе, утврдија дека постои дискриминација во таа одлука и фактички ме спречија да го реализирам тоа што го ветив. Со ова не сакам да кажам дека ние се откажавме од решавање на овој проблем, меѓутоа проблемот и решавањето на проблемот е услужнет. Имав најава еден неуспешен обид да министерот Нежет Мустафа биде гостин на оваа тема кај мене во локалната самоуправа. Меѓутоа, не знам од кои причини истиот ја одложи. Прво ја закажавме, потоа ја одложи средбата. Се надевам дека овие денови ќе ми биде гостин за да ги каже смерниците на решавање на овој проблем. Јас себе сакам јавно да кажам и за кавадаречката и пошироката јавност дека останувам и понатаму со определба дека оваа дива населба мора да се дислоцира од овој простор, дека хулиганското и девијантното однесување на луѓето во тој простор мора конечно да престане. Имам информација од полициска станица и од командирот дека состојбата за сега е стабилна, не е кај што беше, меѓутоа сепак и понатаму постојат пријави од мештаните, луѓето кои што живеат во тој простор дека повторно имаме недолично однесување. Таму имаме кражби, улични кражби, провални кражби, значи сите форми на кривични дела се извршуваат во тој простор. Јас и понатаму еве патувам апел на оние кои што не се од Кавадарци да си одат од таму кај што дошле, затоа што ние како локална самоуправа, јас како градоначалник, нити социјално, нити здравствено, нити било како ќе ги помогнеме. Значи, службите имаат забрана да даваат било каква помош, затоа што локална самоуправа е власт на населението кој што живее во општина Кавадарци и мене не ми е грижа за сите оние кои што дошле од Куманово, од Струмица или од било кои други градови. И јас најсрдечно им порачувам да си заминат од Кавадарци, затоа што доколку не си заминат, ние ќе мораме да го спроведеме законот, да ги казнеме затоа што узурпирале градожно земјиште собственост на локална самоуправа, зашто имаме можност, и да го реализираме планот, а сигурно ќе го реализираме наредната година, затоа што тој простор е зелен простор и простор кој што сакаме да го оплеменим. Затоа посо време им кажувам да си заминат од таму, а на душебрижниците од типот на омбудсмените и не знам министрите или борците за човекови права им препорачувам да се погрижат малце повеќе, освен декларативно, да пројават малце поголема човештина и да им дадат некоја пара на овие луѓето за да си заминат и да ги сместат таму каде што има услови. Тука нема услови за нивен престој и јас би сакал еве уште еднаш на крајот од одговора да ги поканам да си заминат од тука, затоа што наредната година локалната самоуправа ќе го примени законот, ништо друго освен законот. Проблемот со паркирањето е изразен и во Неготино. Градоначалникот Ванчо Апостолов најавува изградба на паркинг простор кај градскиот пазар. Исто и општина Неготино има доста голем проблем со паркирањето, посебно во овој период кога бројот на возила е драстично зголемен. Мислам дека во периодот од 2008 година па наваму со новиот закон се увезува многу возила и мислам дека на Неготино има по глава на житото доста голем број на возила и тоа ствара еден огромен проблем во паркирањето, посебно за викендите во оние ударни денови, петок, сабота, кога навечер се излегува масовно и тоа ќе го регулираме со изградба на еден нов паркинг простор
во комплексот кој претходно го спомнав, значи тоа е кај што се наоѓа сега градското пазариште, но во перспектива ќе изградиме уште еден паркинг простор, сега сме во фаза на доработка на проектна документација на дел од улиците во град Неготина. Територијалната противпожарна единица Кавадарци издаде едукативни флаери во кои се содржани совети како граѓаните да се однесуваат одговорно и да не предизвикуваат пожар. Пожарникарите советуваат граѓаните за време на грејната сезона да се однесуваат внимателно како со огревниот материјал, така и со грејните тела и оджаците, како не би се случил пожар во објектите во кои живеат. Доколку домовите ги затоплувате со дрво, јаглен, брикети и слично, потребно е безбедно да се складира и чува огревниот материјал, редовно да се чистат оджаците, најмалку 2 пати во сезоната и еднаш вон сезоната на грејење, да се постави заштита од негорив материјал пред лежиштето на огнот заради прифаќање на жарот и пепелта. Пожарникарите советуваат исто така за подпалување на огнот да не се користи запаллива течност, да се контролира ложиштето, запаливите предмети да бидат подалеку од изворот на топлина. Доколку се запали оджакот, не треба да се гаси со вода, туку веднаш да се повика противпожарната единица. Понатаму пожарникарите советуваат, доколку греењето е на електрична енергија, термопечки, греалки и слично, електричната инсталација да е проектирана и изведена според важечките стандарди. Грејните тела да се држат на безбедна оддалеченост од фотејли, кревети, завеси и други запалливи предмети. Електричната инсталација, грејните тела и другите електрични апарати да ги поправаат стручни лица. Старата и дотраена инсталација да се замени со нова за гасење на евентуалниот пожар на електричната инсталација, електричните апарати и уреди под напон да не се користи вода, туку да се повика противпожарната единица. Советите, доколку се затоплувате со газ, пропан, бутан, метан, да се користат само метални шишиња за газ, инсталација, приклучоци, спојки, спојни црева, грејни тела кои што ги исполнуваат пропишаните услови за безбедност од пожар и експлозија. По можност металните шишиња од гасот да се чуваат на безбеден отворен простор. Грејните тела на газ, доколку не располагаат со автоматска запалка, се сартуваат со истовремено палење на запалката и пуштање на гасот. Мирис на газ во домот представува опасност од експлозија. Во ваква ситуација се проветруваат просториите, не смее да се користат запалки, вклучат електрични апарати, светилки и алат кој искри. Доколку домовите пак се затоплуваат со течни горива, пожарникарите укажуваат локацијата и резервоарот за течно гориво, подземен или надземен, да ги задоволува пропишаните стандарди. При танкирање на гориво во резервоарот да се превземаат потребните мерки на предпазливост поради опасност од предизвикување на пожар, да се врши редовна контрола на огништата на котлите за парно греење, редовно да се чистат оджаците, интервенцијата околу одржувањето и поправката на системот за греење да се врши од страна на стручни лица. Општина Кавадарци, заедно со општините Неготино и Демиркапија, е една од основачите на кластерот за туризам на Тиквешкиот регион. На вчерашната промоција своје обраќање имаше Тодор Ефремов, раководител на одделот за локален економски развој при општина Кавадарци. Ми представува особено задоволство да се обратам денес на овој настан промоција на фондацијата Кластерот за поддршка на туризмот во Тиквешкиот регион, на кој што му претходеше процес од повеќе од една година, низ кој успеавме да воспоставиме нови врски и да ги зајакнеме постојаните врски со приватниот сектор кој делува во областа на туризмот во општина Кавадарци. Да воспоставиме нови релации исто така меѓуинституционални со општините. Црпевме во овој процес искуства од нашите колеги од нивното кластерско работење во Словенија, од кластерското работење од нашите колеги од Охрид и внимателно ги проектиравме целите на кластерот кластерот за туризам на Тиквешкиот регион. Во оваа насока сум длабоко убеден дека Тиквешкиот кластерот за развој на туризам во Тиквешкиот регион ќе ги постигне целите за кои што е основан и ќе придонесе Тиквешкиот регион да стане препознатлива туристичка дестинација во меѓународни рамки. Општина Кавадарци во таа насока очекува од приватниот сектор да даде
собствен инпут при креирањето на локалните политики и локалните програми за развој на туризмот и истите да бидат во насока на реализација согласно реалните потреби на приватниот сектор кој делува во областа на туризмот во Тиквешкиот регион. Во таа насока очекуваме приватниот сектор да се вклучи директно во организирањето и да даде придонес во подигнувањето на содржината и квалитетот на културните, стопанските и туристичките манифестации организирани од страна на општините во Тиквешкиот регион, како што се Тиквешкиот гроздобер, Свети Трифун и другите останати манифестации кои се организираат од страна на општините. Исто така, на овој настан сакам да се заблагодарам, да изразам мојата благодарност до УНИДО и до нивните представници во Република Македонија, кои што целосно, максимално професионално се вложија во процесот на креирање на кластерот за развој на тиквешкиот туризам, а на колегите, на членовите на одборот на кластерот да им посакам успешна и плодна работа. Благодарам. Иматичните лекари ќе добијат 5 денари зголемување на капитациониот бод. Од 1 јули следната година по стоматолозите и иматичните лекари ќе добијат 10% повисок капитационен бод или државата ќе им даде уште по 5 денари плюс за да воделе поквалитетна грижа за пациентите. Министерот за здравство Никола Тодоров истакна дека станува збор за рационално користење на средствата во здравствениот систем. Оваа година буџетот на фондот се зголемил за 22 милиони евра и средствата ќе бидат потрошени за пациентите и лекарите. Последното покачување на капитацијата беше во 2011 година. Со ова покачување ќе бидат опфатени 1085 приватни здравствени установи со вкупно 1527 тимови. Вкупно со овоја покачување на капитацијата на стоматолозите и иматичните лекари се опфатени над 2800 лекари, нагласи Тодоров. Тој додаде дека откако е формирана мрежата на здравствени установи, доделени се вкупно 245 нови лиценци за општа медицина и дополнително 344 места во мрежата се слободни. Во насока на подобрување на статусот на матичните лекари по општа медицина, со најновите измени на Законот за здравствена заштита, кои што се во собраниска процедура, се овозможува новоизбраниот лекар да може самостојно да укажува здравствена заштита без учество на медицинска сестра, додека да достигне бројка до 700 матични пациенти, но не подолго од 18 месеци. На овој начин правиме сериозно олеснување на младите лекари да можат да почнат како матични лекари и да се самовработат, рече министерот Тодоров. Податоците од анкетата што ја направил Државниот завод за статистика покажуваат дека македонците просечно спијат по 8 часа и 44 минути за разлика од претходно кога спиеле помалку. Споредено со 2009 година, македонските граѓани сега спијат подолго, трошат повеќе време на својата работа и дружење, а помалку време посветуваат на патување, подготовка на храна, чистење и поправки во домот. Овие податоци се добиени од најновата анкета на Државниот завод за статистика. Податоците за просечното дневно користење на времето на лицата на возраст над 10 години покажуваат дека во 2014-2015 година спиењето, слободните активности, вработеноста, како и јадењето и пиењето бележат пораст во споредба со 2009 година, додека времето потрошено на домашни активности, личната грижа и патување се намалува. Ова го напишале статистичарите во најновата публикација која беше објавена деновиве. Нашите граѓани сега спијат просечно по 8 часа и 44 минути, додека пред 5 години спиеле околу 15 на минути помалку. Или сега просечниот македонец троши по 36% од своето деноноќие за да спие. Тука е опфатено спиењето преку ден или ноќе, но исто така и лежењето во кревет поради оневозможеност, како што е на пример болест, старост и инвалидност. Граѓаните сега помалку време трошат на домашни активности за околу 15 на минути во однос на 2009 година, или конкретно на нив се трошат 2 часа и 25 минути, односно 10% од времето во текот на денот. Тука се подразбира подготвување храна, миење садови, чистење на станот, перење, пеглање, рачни изработки, градинарство, градење и поправки, купување, грижа за децата.
На крај од вестите и прогнозата за времето. Утре ќе биде сончево со мала облачност, температура до 11 степен. Од почетокот на наредната недела по одделни котлини ќе има услови за појава на утринска магла. Временската прогноза беше последна информација во ова издание на регионалните вести. Ви посакувам секое добро со нашата програма.